почитуван председател на владата Зоран Заев, почитуван директор на јавното предпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта, Беки Мемеди, почитувана градоначалничке Наташа Петровска, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Низ овој период владата покажува континуирана грижа за сите граѓани преку реализација на капиталните проекти со кои ги подобруваме условите за живење како во урбаните, така и во руралните средини. Развојот и унапредувањето на патната мрежа е приоритет, за што инвестираме преку 1 милиарда евра, а работиме посветено заради забрзан економски раст и развој на целата држава. Посебно се залагаме во општините каде што туризмот е од особено значење за развојот на локалната самоуправа. Се наоѓаме на патниот правец Битола – Жеполе, каде преку јавното предпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта го реконструираме овој пат со должина од 6 километри, за што инвестираме 36 милиони денари. Веќе активно се работи и очекуваме за краток временски период оваа делница до ски центарот да биде целосно завршена и рехабилитирана. Уверуваме дека со поддршка на централната власт продолжува и континуитетот на заедничка соработка со локалната власт, а така ќе продолжиме да реализираме проекти за развој на Битола и на цела Пелагонија. Ова го зборувам од причина што огромен број на средства алоцираме за развој на целиот овој регион. Се работи на проекти во патната и комуналната мрежа и во гасификација исто така. Она што сакам да го потенцирам е следното. Очекувам јавното предпријатие за државни патишта во текот на ова лето да го распише тендерот за рехабилитација на патниот правец Битола – Меджитлија. Во исто време, очекуваме да биде распишан тендерот за рехабилитација на магистралниот пат Битола – Демир Хисар. Веќе активно се работи на проектирање на новиот експресен пат Битола – Меджитлија, а за кратко време ќе биде направена и технички прием и за пругата Битола – Кременица, што е многу значаен проект за поврзување со целиот регион. Исто така, многу важен проект е и проектот на кој што веќе работи владата, а тоа е проект за изградба на новите автопатски делници од коридорот 8 и коридорот 10D, во кој што спаѓа автопатското решение Битола – Прилеп, за што е се поизвестно дека наскоро ќе започнат проектирање и изведба на овие делници. На крај сакам да додадам дека општина Битола преку проектот за локални улици и патишта преку Министерството за транспорт и врски има на располагање 1,4 милиони евра и ја повикувам општината да продолжи активно во соработка со Министерството за давање на клучните и главни приоритети кои што се значајни за граѓаните и за општината, да се аплицираат и да можеме да влеземе во реализација на оваа локална патна мрежа преку проектот од транспорт и врски. Ви благодарам.